Во рамки на проектот Заштита на животната средина преку промоција на биомасата како замена на фосилните горива за греење и електрична енергија се одржа завршната конференција на која беа презентирани заклучоците од досега имплементираните активности, како и ефектите од истите. Проектот е реализиран во соработка со општинската компанија за топлифицирање ДТП од Аминтео и Технолошко-образовниот институт од Кожани, Грција. На денешната конференција ќе се осврнеме и на пилот проектите кои се изработени и од страна на општина Битола и од страна на нашите партнери од Грција, кои пред неколку дена стигна и се инсталира во јавното претпријатие Комуналец Битола, како и во спортската сала Младост Битола. Со инсталирањето на котли за греење на биомаса, очекувањата се дека покрај штедењето на електрична енергија и заштита на животната средина ќе има бенефит и во однос на штедење на финансиски средства. Според претходните искуства кои ги имаме во спортската сала Младост, количина на мазут со кој треба да се загреи таа сала се движи околу 98 тона на годишно ниво. Согласно анализите кои се направени и студиите кои се направени во рамките на проектот Биофос, со одредени мерки за подобрување на енергетската ефикасност, очекуваме потрошувачка на пелети од околу 144 тона на годишно ниво, и сето тоа финансиски би се изразило со заштеди од околу 19.000 евра на годишно ниво. Имплементирањето на овој проект ќе биде од значење и за земјоделското производство, зашто веќе има искуства и во соседна Грција. И χρήση βιομάζα ως εναλλακτική πηγή ενέργειας. Ова користење на биомаза ќе биде најповолно за земјоделците, затоа што тие ќе можат да го поттикнат својот развој, значи развојот на своите производи преку користењето на оваа биомаса и се разбира соработката меѓу двете општини како општини во кои што е застапена земјоделството. Преку граничниот проект е финансиран преку ИПА програмата, има за цел заштита на животната средина и локалните ресурси, а се спроведуваше во текот на последните 18 месеци.